Слобода на говор, слобода на медиумите се квалитети на секое едно демократско општество. Но колку оваа слобода се злоупотребува за да се пласираат дезинформации или пак да се шири говор на омраза. Сепак овој проблем е глобален и ниту на глобално ниво досега не е најден закон со кој може да се санкционира се што се смета за говор на омраза, ширење дезинформации, пропаганда, лажни вести. Во овој момент и Европа го бара начинот како да ги санкционира и како да се намалат овие штетни наративи преку социјалните мрежи. Има, постојано се организираат разни конференции, постојано се носи легислатива. Она што Македонија би требало да го прави е да ја следи легислативата европска, но дека ќе има брзо решение и трајно решение, навистина ми се чини дека нема да се случи брзо, бидејќи социјалните мрежи се новата реалност. Главната причина поради која се злоупотребуваат медиумските содржини, пренесени на социјалните мрежи, е поради одреден интерес. Но пак за подигање на свеста потребно и општо образование. И медиумските содржини пренесени на социјалните мрежи знаат да се злоупотребуваат за постигнување одредени цели во нечи интерес. Може да биде политички, може да биде бизнис, може да биде на странска земја и така натаму. Свесноста се подобрува со општото образование, а потоа и со вакви средби какви што организираме и во Штип и во други градови. Во иднина директорката апелираше граѓаните да не веруваат во се што ќе видат или прочитат, бидејќи во овој дигитален свет постојат многу алатки за вештачко креирање на видеа и фотографии. Решението ќе се најде доколку информациите ги добијат од вистинските медиуми кои работат професионално.